Благодарам. Почитувана јавност, не знам дали некој има забележано дека моментално од салата е отсутна почитуваната министерка за правда. Тука е заменик министерот, секоја чест. Меѓутоа, на нас како пратеници ни бешеускратена директната комуникација со Министерката за правда и ние сметавме дека барем ако комисијата помина на начин како што помина, со прекрашување повторно на деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, барем на пленарна седница ние како пратеници ќе имаме одредена можност да дебатираме со госпоѓата Десковска. А зошто? Затоа што имаме и голем број на прашања кои што се однесуваат на предлог законското решение. Например, еве јас лично сакав да ја прашам почитуваната министерка за правда како се чувствува како професор по уставно право кога прави вакво флагрантно прекрашување на законодавната процедура и тоа во неколку наврати. Како се чувствува почитуваната министерка за правда како директен учесник во нарушувањето на функцијата на Собранието во системот на спреги и контрола? Како се чувствува министерката за правда како професор по уставно право, како главна виновничка за тоа што моментално, ќе се согласите сите, Собранието на Република Македонија, почитувани колеги, има само символична позиција, пред се поради злоупотребата на европското знаме во носењето на закони и тоа вакви кои што по редот на нештата би требало да бидат реформски закони. Тука слушнав едно недоразбирање во делот на дека законот носел европски вредности, меѓутоа едно е да има европски вредности, а друго е употребата на европското знаме и се знае на кои закони и на кој начин се води таа процедура во Собранието и сите ќе се согласиме дека во овој закон станува збор за апсолутна злоупотреба на европското знаме, односно и повторно по не знам кој пат ја прекршивте процедурата. Министерката за правда е најеклатантен пример на хибридниот режим и овозможува заобиколување на регулаторната процедура за носење на реформски закони преку ограничување на расправата и на тој начин власта со помош на колегите пратеници го кочи клучниот механизам за донесување на квалитетни законски решенија, а тоа е дебатата овде во Собранието на Република Македонија. Министерката за правда е креатор на закон чија содржина не е правно издржана и за таквиот заклучок не треба дури ни да сте правник, а нели па да бидете професор по уставно право. Дефектни закони, како оној за специјалното јавно обвинителство, за кој што сите се согласивме дека е таков, без разлика на тоа што сме го гласале, без разлика на партиската припадност, такви дефектни закони завршуваат неславно, ама тие одговорите на прашањата кои што ми се наметнаа, може би Министерката за правда ќе ги сподели со незините колеги идни во Венецијанската комисија, кога веќе не сака, одбива и на комисиска расправа, и на пленарна седница да ги сподели со пратениците во Законодавниот дом на Република Македонија. Овој законодавен дом, почитувани колеги, од правото направи дневно политичка игра и лично многу ми е жал, но ќе останете запаметени како креатори на хибридниот режим, што го урниса уставниот поредок на државата. Ако мислите дека процедурата не е важна, тогаш да ги заборавиме и извештаите од Венецијанската комисија кои се однесуваа на едни други законски решенија, кои што за вас гледам дека апсолутно се нерелевантни, и да се потсетиме на кој начин влезе најпрви ова законско решение во Собранието на Република Македонија. Вие кажавте дека законот кој што првично го повлековте
требало да биде имал некои технички недостатоци и повторно на неделовнички начин со прекрашување на сите процедури во Собранието на Република Македонија влезе во процедура нов закон. Меѓутоа, во новата верзија на предлог измените и дополнувањата на Законот за Советот на јавни обвинители е додадена одредба која предвидува примена на Законот за јазици во работата на Советот, се предвидува бадентер при изборот на обвинители во обвинителството за гонење организиран криминал. Значи, тоа се одредби кои што ги додадовте после и, извинете, но воопшто не личат на технички работи за кои што законот со кршење на сите процедури беше повлечен и потоа повторно доставен до собрание. Ако мислите дека меѓународната заедница, која што вели дека да, треба да се донесе законот, не внимава на овие работи и ова нема да биде нотирано, мислам дека се лажете. Затоа што сите кои што говорат за носење на законот, говорат за тоа дека законот треба да се донесе, не мора да се донесе, како што велите вие, и треба да се донесе со консензус. Јас ќе кажам некои од забелешките затоа што ова е всушност и материјална расправа по однос на законот. Некои од забелешките на законот, кои што забелешки ги кажа експертите и никој од колегите пратеници кои што дебатираше денес, ниту пак што е уште по-трагично од Министерството за правда, не одговорија зошто ниту една од забелешките на експертите на јавната расправа не е вметната во предлогот на Закон за јавно обвинителство кој што денес го разгледувам. Например, прашањето со тоа дали истрагите кои се започнати ќе продолжат по истекот на рокот, за кој се изјасни и Врховниот суд во врска со Законот за СЈО, се правно промашени, велат експертите. Правно тоа е брука, бидејќи се тоа прашање на кои не им е местото во тој закон. Што е почитуван заменик министар со ова мислење? Зошто никој не одговара на овие забелешки на експертите? Понатаму што велат? Јас нема да ги именувам, ги имате сите стенограмите од јавната расправа и добро знаете кој што кажал. Дали една истрага ќе се води, дали една постапка ќе продолжи, зависи од Законот за кривична постапка, а не од Законот за јавното обвинителство. Дали нешто ќе биде доказ или не, исто така зависи од Законот за кривична постапка. Тоа се работи кои политичарите непотребно и погрешно ги внесоа, правејќи од правото дневно политичка игра. Кој е вашиот одговор на ваквата квалификација на ова законско решение, кое што според вас мора да се донесе, а кои што забелешки ги кажува експертите? Забелешки има и во однос на одредбата со која што нели се предвидува бомбите да не се користат како докази, туку како индиции и така натаму и така натаму. Останува да виси тоа прашање, меѓутоа повеќе од јасно е, после сите изнесени дебати денес, почитувани колеги, дека ВМРО ДПМНЕ не е против Закон за јавно обвинителство. И тоа мора на сите да им биде јасно. ВМРО ДПМНЕ е против партиски Закон за јавно обвинителство, ваков каков што сега го имаме на разгледување, кој што вие тврдите дека мора да се усвои, закон со кој што ќе се заштити криминалот. Било кој да го направил, тоа вие го правите и тоа го штитите. Секое законско решение од ваков карактер, и тоа ви го велат сите од меѓународната заедница, само што вие не ги читате нивните изјави, ниту ги слушате во целост, туку ги вадите оние делови кои што вам ви одговараат. Законско решение од ваков карактер мора да биде производ на консензус, но во дослух со експертската јавност. Затоа сметаме дека предлогот на ВМРО ДПМНЕ, законот да биде изготвен од страна на експертите, требаше да биде подржан, уште повеќе поради тоа што со новото законско решение се предвидува да почне да важи законот
од усвојувањето после 4 месеци. Така да паѓаат во вода сите Довршите се, ваши колешка, мислам. обвинувања во однос на тоа дека ВМРО ДПМНЕ е против закон за јавно обвинителство. ВМРО ДПМНЕ е против овој закон за јавно Благодарам. Следна пријава за дискусија пратеничката Лашковска Ане, повели.